Богатите во голема трка за купување бункери во случај на нуклеарна војна. Во последните години се повеќе луѓе и компании инвестираат во подземни засолништа што можат да издржат нуклеарна војна. Овие објекти нудат безбедност, удобност, па дури и луксус, но по висока цена. Големите корпорации купуваат бункери за да ги заштитат своите бази на податоци и менаџментот во случај на судниот ден. Например, компаниите од криптоиндустријата веќе инвестираат во подземни центри за податоци. Лари Холм, собственик на Survival Condo од Канзас, нуди вакви решенија, а некои пакети достигнуваат и до $64 милиони. Интересот за бункерите расте поради геополитичките тензии и конфликтите во Украина и Блискиот Исток, како и природните катастрофи. Survival Condo гради бункери со бетонски ѕидови дебели 1 метар инспирирани од ракетните силоси од студената војна. Овие објекти можат да издржат експлозии во нивна близина, а некои центри за податоци се сместени длабоко под земја за поголема безбедност. Освен заштита, подземните бункери нудат и практични предности. Температурите под земја се пониски, што го намалува трошокот за ладење на сервери. Современите центри за податоци можат да складираат огромни количини информации и да функционираат независно со собствени извори на енергија, дизел генератори, ветерни турбини и дури нуклеарни реактори. Сепак, ваквите решенија не се ефтини. Цените достигнуваат десетици милиони долари, а некои експерти сметаат дека постојат поедноставни и поевтини начини за заштита на податоците, како складирање по повеќе локации истовремено.